Моментално се наоѓаме на подделница 1, на делот кај што работи гранит. Се работи на ископ на усеци. Во моментот на трасата денеска се присутни работат 680 работници, машинисти, луѓе, инженери, и тоа по делот на гранит најмногу 421, на делот на Илинден 118, на делот на Викторија 69 и на делот на Синохидро 72 работника, машинисти, инженери и вкупно 220 машини. Градежните ферми успеваат да се справат со пандемијата. Наидоа и на проблеми дека не можат да ги обезбедат материјалите. Има проблеми, да речеме, со арматура која беше заглавена на границите, со оплата која еве ден денеска изведувачите ми кажаа дека денеска ќе биде од царина на објект доставена, така да влијаеше, но работите не запреле ниту еден ден. На овој дел се работи на ископ на усеци. Овие усеци значи се изработени нови проекти за имаме дополнителен ископ и вкупно од новите технички решенија кои ги имаме добиено од инвеститорот, ревидирани од ревидентите, се работи на делот на прва и на втора поделница кај гранит на 7 усеци, кај Синохидро работи на 1 усек, Илинден работи на 3 усеци, така да секој дневно се интензивираат работите. Иначе од инвеститорот имаме добиено вкупно 38 технички решенија, проекти. Информациите што ги имам, уште 20 се дадени пред месец и може и малку повеќе кај ревидентите. Остануваат по моите информации уште за 9 свлечишта да се изработат проекти. Тоа е најголемиот проблем со експроприација на земјиште, на шуми, насади, овошки објекти, меѓутоа мислам дека и инвеститорот тоа доста добро ги решава тие работи. Знаете, овој автопат минува низ населено место. Многу е потешко нели да се работи и да се проектира пат низ населено место, него надворно населено место. Тука мора да се решат сите тие приклучоци кои претходно не беа опфатени. Имаше само една клучка во Кичево, Кнежино, што и таа ви кажав дека е препроектирано затоа што беше врз водоводот, врз резервоарот за вода, а сега вкупно ќе бидат 10 клучки. Нема да остане ни една клучка, ни еден објект не поврзан со автопатот. Не директно, него преку нели тие паралелно пристапни патишта и ќе се водат до клучките и по клучките ќе се приклучат на автопатот. За овој објект проблематично беше што беше предвиден да се изгради со МСС систем, Movable Scaffolding System на англиски, но заради условите на терен и неекономичноста да се доведе во Македонија такво скеле, за да се изгради само еден виадук на цела траса, ние предвидовме со фирмата Пери го донесовме овој ВРБ систем со решетки. За мене е еден огромен предизвик, но и за секој инженер, мислам на ваква траса. И тоа на почеток. Да, имаме и доста млади колеги со мене кои работиме цело време како тим, не само јас како единка. Значи голема е среќа на еден млад инженер уште на почетокот на својата работа, кариера, да работи на еден ваков проект. Тоа е специјална технологија за надопълнување на
целосно се завршени во тунелот примарната и секундарната конструкција и на лева и на десна тунелска цевка. Тунелот е со должина, и сега јас да си прочитам, нели, десната тунелска цевка е 1994,5 метри, а левата 2015,5 метри или вкупно 4010 метри. И примарната и секундарната конструкција е завршена, сега се врши насипување на подножниот свод. Останува да се завршат тампонските работи, асфалтерските работи. Нормално пред тоа треба да се заврши хидранската мрежа, електроинсталациите, вентилационите системи, противпожарна заштита, системи за детекција на опасните гасови, видеонадзор, променлива сообраќајна сигнализација, изградба на команден центар. Меѓутоа, тоа е полесниот дел и тоа е многу мал процент од она што од тоа што е изведено. Во моментот на целата траса имаме ангажирано 680 работници, значи работници, инженери, техничари и 220 машини што работат заедно со камионите. Значи, не се точни приказките дека се работи многу малку и така натаму, но не може да се гледа голем дел од патот кој што се работи горе у планините, целиот овој интензитет. Се надеваме како што доаѓаат проектите, уште повеќе ова бројка од 680 да стане 1000 за некои си 2-3 месеца. Според основниот проект, реализацијата е 83%, но рековме дека тоа е нефункционален и не може така да функционира овој автопат. Кога на тоа ќе се додадат сите додатни работи, што мора да се направат и кои што се прават веќе, тогаш вкупната реализација, значи на основниот и на додатниот е 56%. Јас имам 34-5 години искуство, меѓутоа со овај проект добив уште дополнително искуство. Ние во Македонија никој не може да се пофали дека има искуство со градење на вакви проекти, затоа што и немало такви проект, така да ова и за нас, за мене лично, за моите колеги како надзори, за извидувачите, верувам за инвеститорот, за професорите, за сите, ова е едно големо искуство и од тука ќе произлезат многу млади инженери кои ќе можат да се носат со вакви проекти не само во Македонија, и многу пошироко. Видовте дека тука и се почна со објекти кои со начин на градење кој досега во Македонија не се градил, значи со конзолниот начин на градење, кај што Гранит прв пат почна во Македонија, македонска фирма, македонска компанија прв пат почна во Македонија да гради и тоа со импозантни расплани. Така да тоа е едно големо искуство. Имавме многу потешкоти. Значи, од кога почнавме со проектите, имаше многу недостатоци во проектите. Ние на сите, уште во првите 20-30 дена, дадовме извештај до инвеститорот, на кој укажавме на недостатоците во проектите. Не знам, во почетокот може и не беа сериозно сватени, меѓутоа како напредува работите, сите тие работи почнаа да се надминуваат, заедно со инвеститорот, заедно со професорите од градежниот факултет, се надмина. Овој проект, кога го добивме, беше како едно бебенце неродено. Тоа се роди, тоа бебенце се роди, сега е дете, оди на школо. Значи, проектот успешно се гради, многу се надминати сите проблеми, сите недостатоци. Сега останува само да се дозаврши проектот. Ќе биде еден од најдобрите, најсигурните, најбезбедните во Македонија пошироко. Со такви стабилни косини, со безбедни берми, со еден од најсигурните, најбезбедните патишта во Македонија.